Една од тајните на Охридското езеро е во погледот од волшебниот Рид. Езерото е најплаво од плаошник, ако небесниот камен, францускиот туркуаз, тиркизот, е синоним за Турција, тогаш Охридското најсино, најплаво, се гледа од плаош. А меѓу светоста и природата, меѓу небото и езерото, на самиот раб, Карпата ги обединува и двете убавини во еден сакрален бисер, Свети Јован Канео. Има ли поубава убавина од онаа на светлината, со која блеска Ридот, кој ги откинувал воздишките, ох, Рид. Иво Андрич рекол, кога во сончев ден се капете во Охридското езеро и кога наеднаш ќе изнуркате од неговите длабочини и кога во еден миг ќе ја заплиснете водата над себе, се создаваат сребрени, прозирни, големи и мали меурчиња. Во секој од нив два пати се огледува сонцето, како две искри со нееднаква големина. Сето тоа трае кратко, како секоја убавина, а се повторува безброј пати. Иво Андрич и нашиот гостин ја знаат тајната која се крие на врвот од Охрид. А таа е за мислите спокој, за очите опој, а за душата зен. Охрид е најголемата македонска, а и балканска звезда, а јас денеска уживам со главната звезда од Охрид. Не знам како да те условам, со инспекторе, со господине, со директоре. Како што ти носи душата? Томе, Горан. Обе пред се Горан. Пред се Горан. Да. Добар ден. Добар ден. И прво прашање од сите места, како најде тука да ми испентариш? Душа ми излезе до горе, далека да се кача. Па да ти кажам право што би рекол инспектор Томе во еден момент. Езеро, но мас. Можеш да го видиш езеро, така во едно од најубавите негови изданија во овој момент. Ами и времето го погоди. Да, и местото каде што се наоѓаме плавошник е преубаво место. Затоа ти искачив малку, така да. Ти ми искачи да ми измори за сега да се седнаме да уживам. Па да, малку попешачивме, сега ќе си поседиме малку. Кажи ми во што уживаш најмногу? Па да ти кажам. Кај го наоѓаш мирот? Па во себе. Знаеш како, на наоѓањето на мирот и уживањето, мислам дека не е статичност, туку е напротив еден силен динамичен механизам на справување со се она што те вознемирува, не е негово игнорирање, туку негово прифаќање. Кога ќе ја прифатиш реалноста и кога ќе ги прифатиш сите тие работи, тога се наоѓа мирот. Но некој пат имаш потреба така да се тргнеш настрана, што се вика, да го испроцесираш така и да изферментира се она што така создава непријатности на душата, на мозокот и на емоциите. Обично се вака така мирни места каде што можам сам да си поседам. Дали е тоа така некоја изолирана мала шумичка во покрај река, како и да е, наоѓам и тука убав мир. Наоѓам и совршен мир во сериозно дружба, да речем и во некоја кафанче со драги пријатели, така да во тие неколку сати можеш да се изнасмееш, така и да се изнавикаш и да кажеш убави работи со луѓето, така да и тоа е едно перење на душичката убаво. Многу се изградило, морам да ти кажам. Значи јас се збунив кога дојдов овдека. Не знаев од кај да влезам, а ти ќе ми покажеш од кај да излезам. Јас да ти кажам исто одамна не сум дојден горе и навистина ова што гледам при изградено е прекрасно. Плаошник датира од пред 1500-1600 години и дефинитивно е еден од белезите на Охрид како град и странците стално кога и да дојдат. Ова им е една од омилените туристички дестинации. Па, како да ти кажам? Убаво е. Убаво е. Некако си има свој чудесен спокој. И така, местото е свето и сакал ти или неќел кој ќе дојдеш тука некако има некој опој, пријатен опој, така има некој совршен душевен мир, така те успокојува. Како што и за мене е Свети Наум, да речем, исто така прекрасно место каде што само што ќе се појавиш, чувствуваш дека има некоја убава сила. Господин езерото плива зимно време или не? Сега ретко, иначе знам така еднаш до два пати во месецот да се џбурнам, што се вика доладно. Да, знам некогаш. Охриѓани се познати и по водици и масовноста како. Да. И како го сакаат празникот и како го почитуваат празникот, па затоа и ми текна сигурно си
Сигурно. Знаеш да се пробанка. Секое почитување на нешто што го сакаш му дава сериозна и силна вредност. Ќе ме прошета сега малце надоле низ Охридската чаршија. Важи. Ќе си помуабетиме за уметноста, за казни, за инспекции. Да, све ќе си помуабетиме. Плаошник е едно од најголемите духовни и интелектуални светилишта, од каде македонецот црпел неизмерна енергија и сила, место каде времињата се преплетуваат и коегзистираат. На локацијата може да се најдат 6 историски периоди, секој со својата архитектонска специфичност и мисла, печат на времето во кое се создава, уште од почетоците на христијанството и пред тоа. Пронајдени се неколку големи ранохристијански базилики, како и остатоци од црквата Свети Пантелеимон, која ја изградил и во која работел Свети Климент Охридски. На 11. август 2002 година свечено бил осветен новоизградениот храм Светите Климент и Пантелеимон, кој всушност представува реплика на Свети Климентовата црква, изградена на истите темели. Црквата била урната во периодот на отоманското владење и на нејзината основа била изградена џамија. По реставрацијата во 2002 година, по 530 години, овде повторно се пренесени моштите на Свети Климент Охридски, во меѓувреме сместени во црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид. Во манастирот околу црквата во времето на Свети Климент се наоѓала Охридската школа, жариштето на словенската писменост и култура. Овде првиот писател меѓу македонските словени ги составувал своите литературни творби, меѓу кои пофалното слово за Кирил, ремек дело на средовековната словенска книжевност. Археолошките истражувања на Плаошник се вршени повремено во текот на 20. век, а од 1999 се вршат континуирано и систематично. Од секогаш и денеска. Ова свето место останува енергетско чистилиште, рај за душа и очи, венец на градот. Празен амфитеатар. Празен не може да се олуѓа, ама полне со дух. Бога ми, него културните настани некако се ускратија културата кај народот, некако и онака беше на ниско ниво, сега мислам дека уште толку ќе се уназадиме со оваа корона криза. Па, таа си заврши својата работа, она која што најмалку ја посакуваме. А кога е во прашање културата, мислам дека само настани како настани не обележуваат културата, туку повеќе би рекол дека луѓето ја прават културата секогаш. Ако во било какви услови така луѓето бидат сложни и се спремни нели да взаемно да пренесуваат одредени пораки, тоа никој не може да ги спречи. Културата е немирна во смисла така дека е жива материја и единствено колку што е пожива, толку ќе бидат полни овие места. Ти фалат представите? Како нече. Во Антички имаш играно? Имам играно една представа 2013 Рома и Јулија на отварање на Охридско лето и можам да ти кажам дека чувството е ненадменливо. Како дојде ред да се занимаваш со глума? Од каде таа желба, тој талент? Прво не бев ни свесен дека постои некој талент кај мене. Уште во гимназија, завршив гимназија тука. Еден покоен професор Драган Протигер ме повика во една од тие представите што се работеа и од тогаш почна да ми вика ти си талентиран, а мене не ми беше нешто многу гајле. Јас се занимавав со кошарка во тој период и така. Ни на крај паметни ми беше и после тоа заминав војска во Белград и во една прилика на едно гостување. Сега почината актерка Мира Фурлан во една прилика ми вика, дечко, вика, ти си вика многу талентиран, не е вика лошо да пробаш на факултет за драмски уметности. И јас реков, окей, фала, ќе пробам. Со пола уста, шо викаме. И после тоа се врати во Охрид, негде беше тоа во средината на јуни, испитите беа крај на јуни. Јас се спремав војска, еден монолог и не знам, една рецитација што требаше тогаш. И ме примија
во првиот круг ја завршив работата на брзина и од нигде никаде бидна. По многу луѓе си познат. Па по принцип кај народот сум познат повеќе хумористични По ликови. хумористичните, Да. нели, три лика во принцип ти се хайлайт, Да. еве да речеме, како твој, дали се тоа твој проект? Ликови, да. Ликовите? Ликовите се, да, мои се ликовите. Кој ти е најомилен? Не може некој да ми го измисли ликот така. Јасно, јасно. Тоа е. Не споредливо приликата како деве деца ти поќе го сакаш. Па добро, мора некој повеќе да и некој Можда, па не знам, ево да речеме, кога работев првиот така Джемо Билбил, бев млад. И така повеќе сето тоа беше еуфорично. Сега со инспектор тоа ме некако ми е ајде да речем по-стабилно, по-рационално и по-фино, поизрафинирано. Така да би можел да речем дека поквалитетен ми е овој продукт во смисла нели на сработен лик за разлика од другиот. По шарм и по квалитет и по импакт, што би се рекло. Мислам дека двата лика завршија. Чекај, смеам да се подпромови? Огромна работа, да. Да не слетам. Не. Така си те фрлеш. Не, сакам да те прашам, од каде дојде за Джемо Билби? Идејата? Да. Тоа беше многу интересна варијанта. Ние како деца, така бевме негде околу 7-8 оделение, се занимававме со тие работи, се шалевме, седевме покрај клупи, покрај езеро и правевме шоку Джема Билбич, авиона ма планина Данк, шутрак пилоти, очорио планина, авиона Ечпордиси, бренда на планина Ашгла. И така си правевме ние и кеф едно време, така помина доста време. Јас после факултет, негде неколку години, уште 98 година, дојдов на идеја на нешто такво. Чепкав малце нели првите година-две со К15 и после ми дојде така идеја да направам проект и во соработка со Роберт Садлов излегува тогаш тие песните и направивме бум. Джемо Билбил ќе ти прави пуздер! А ти си манекенка со мали пршлуци. Бурсун башка секси рубле. А ти ми носи стално секси ганчици. Опасно де дони веш. Джелен, лепотнице. Женице па, секси живце. И како те доживуваат кога ќе се прошеташ низ Охрид, кафе да нам да пијам? Неверојатно ми е драго, да речеме децата се дечина. Многу ме сакат, ме почитуваат. Стално ми се луѓето околу мене така насмеани, така затоа што цело време го гледаат ликот. А исто ми е драго што ето Джемо Билбил од која година 98-99 ден денес како и многу луѓе стана актуелен и многу млади луѓе со тој проект израснаа. Како не? Јас израснав со тој проект. Да. Како беше тоа? Јас го викам тоа квалитетна свежина, нешто нели што никогаш не било направено тука кај нас. Така хумористични песни. Што фали на театарската сцена кај нас? Прво го фали апсолутно поправање на кадровска политика. Че пред се. Ти беше и директор едно време. Бев, да. Па затоа и го поставив тоа прашање. Најмногу ми е жал што се политизира, да речеме, културата. Не се политизира, и треба да има своја политика, ама е партизира. И сето тоа делува многу мизерно кога се случуваат осветнички работи зацкриени зад параванот на неспособност. Ше во еден период имаше така од нигде никаде во еден ден се менува 40 директори, дали биле едните или другите, нема потреба, не може да бидат сите лоши. Може да станат 5 добри, нели? И сето тоа треба да биде квалитетно и креативно во изборот. И да се процени вистинската способност на луѓето, така не само на папир. И мислам дека тоа патиме ние многу често и на погрешни места се стават погрешни луѓе, луѓето не знаат да ја водат таа работа. И тука е нормално се менува целиот дискурс. Како програмски, како капацитиран. Ќе идеме да прошетам уште малце. Да ми кажеш кај си растен како дете, кај си шетал, кај те тепале. Тепан си? Тепан сум. Ама и сум тепал. Ќе идеме ќе ми покажеш баш да видиме. Ајде, Имаме доста за шетање. Ајде.
Во подножјето на источната косина на Охридскиот рид, под Самуиловата крепост, близу до Горна порта, е арената на уметноста низ вековите, античкиот театар. Мегдан за смеа и тага, за љубов, песна и драма, но и за вкрстени копја, ако земете дека и војувањето е уметност. Овде триумфирала уметноста, еруптирала катарзата, капеле пот и крв за аплауз и восклик, за трепет. Објектот бил изграден пред нешто повеќе од 2 милениуми, во периодот на доцниот хеленизам, а бил преадаптиран веднаш по римските освојувања на овие краишта. Првите податоци за постоењето на театарот во литературата се јавуваат кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, а бил откриен за време на археолошкото ископување во периодот меѓу 1999 и 2001 година. Еден од најважните неодамнешни откритија во овој театар се имињата на посетителите врежани на седиштата. Веројатно, тоа се оние гости кои имале сезонски билети за настапи во театарот, како и денешните доајени на уметноста, кога се од онаа другата страна во публиката. Традицијата на подпишаното седиште се уште трае. Само громогласните аплаузи и бисовите ги нема. Короната ги зема. Нова ера, нови времиња. Но каменот е се уште тука. Немо го чека гласот на уметникот да го одбие во ехото на новите охридски лета. Значи ми спентари, ми намалтретира, ми знаоде, нозе ме болат, не знам што попрво да се пожалам, човече. Налети со тебе. Тука го поминате со низ улица низ Калдрмеве или не? Овде не. Овде не, али да речам, еден добар дел од десото сигурно тука сум го поминал. Најмногу нели така главните авантури и осознание околу суровоста на животот ги доживеавше, викаме ние наша мала. И начинот на кој живеевме тогаш беше малку поразличен од денешниот. Тогаш така немаше никаква електронска комуникација, да кажам, интернет или не знам што. Главната забава ми беше улицата. Така да на тој начин сум израснат и за тоа сум му благодарен на тоа време. Брламо дете беше? Па не, искрено, бев се одсекога сум бил мирен, ама така, кој ќе те вознемири некој, така тога знае питав брат. Маша. Да. Кажи ми, колку е тешко да се долови една улога? Да влезеш во ликот, да го доловиш, значи тебе, јас со тебе седам, не можам да не сум насмеам, шетаме и цело време насмеаме тера. Колку е тешко да го достигнеш тоа ниво, да влезеш 100% во еден лик? Секако не е лесно. Пред се започна со работа на себе, а тоа подразбира една многу важна работа. Таа важна работа е да не дозволиш оние емоции што ги чувствуваш, да ги фолираш, поточно да немаш никаква дистракција, сметња од умот, практично она што го чувствуваш мора да го направиш. И една од главните работи е мора да си супер оригинален во одредени околности. А да му влеземе внатре, по инспектор. Ајде, да. Шоу. Опа! Што правите? Оде да видиме чисто дали е уредно, оде све кој што треба гледа, оде имате за безинфекција што се вели вако, а зато ништо не правиме. Господин инспектор, тоа ме задо некаде. О, че ја само надиме. Што е доди? Види, јас рибите не ги украдов, сами се сокрена тапче, живи све. Што збори бе? Ја Јас за риби не су дојден туку за крлјушки од риби нешто имаш? Послабо сега ладно време му, не излегве, не јас текве рибата кожата Не, а секај, ни добро, тука дај да видиме документацијава што имаш, како имаш. И после ќе Супер, да сте ми живи и здрави.
Така да сега вака ми е мило и драго тука што ми сте гости во нашата работилница со традиција семејството Филеви, кои ги изработува оптичките бисери и оптичкиот филигран воедно како еден символ на македонската култура преку една заедничка уметничка дејност. Тапија за бисерите. Тапија имаме, и сура тапија имаме, и бисер тапија. Дали имате инспекторска табија? Ево сега Трајче ни е веќе охриѓанец и ние Така? веќе лична карта, вие во инспекторат го доделивте. Тога е 50 потудера. Е потудера, нема тука. Да се ми живи здрави. Сега зува, пошто веќе вие сте и тука наши андерни пријатели и нешто специјално справивме за вас од нашата куќа. Браво. Инспекторе, тоа. Што добре? Ајде да Ние видиме. машките сме дискриминирани. Значи Да. немаме многу накид за машки. Да. И јас успеав нешто специјално да направам за вас, Дозволи. за мало да на дамите да му парираме. Тоа се манжети изработени од охридски бисер и сребро. Посебно. О, да сте живи, здрави. Значи, овие е да и клана И кошулја. една кошуля, специјално кога се оди на улица на кошуля. Некоја кошулја. И знаеш како ќе ода со кошулјата, вака ти избаца, тиста да вака ќе врка. И за Фала ви нашиот многу. охриганец, ајче веќе со Тазе охриѓан. тазе охриганец, исто така да имате ни манжети. Ќе тераме трале вака двајца, ќе ме попаце. Сега по чаршија вака. Да се прави охригање опремени со сите атрибути. Фала, ние Ви влеговме благодариме. овде да ве посетиме, фала ви за... Чест и задоволство. Чиме вака пак ќе ви дојдем. Така да ќе ни види. Ништо дај ушен круг да свртиме. Да. ако не. Фала ви многу, да сте ми живи, здрави, се најдобро. Истина, нас. И како викаме овде, Господ Берикет. Амин. И убајна. Здравје, бајни и берикет, сам ќе си дојде, само се чуваме меѓу нас. Амин, да сте ми живи, здрави. Ајде се најдобро. Чао, чао. Се најдобро, чао. Ако холандскиот писател Ден Долард е најдобриот промотор на Охрид и Македонија во Холандија, тогаш гласот на најдобрата промоција до истокот и Кина стаса благодарение на посветената работа на оние кои се борат да го одржат туризмот и во овие тешки санкционирани времиња на ковид. DMC Balkans е туроператор кој гради мостови и врски со светот. Најголемиот дел од туристите, за кои Македонија е екзотична дестинација, оние кои доаѓаат од Малезија, Сингапур и Хонг Конг, однесоа парче душа од нашата земја, заедно со понекоја песна, дел од фолклорот и традицијата, дел од сето она што е восхит и почит, а се врежало во кодот на оваа наша цивилизацијска колевка. Кинеската национална телевизија објави неколку репортажи за Охрид, кои на нејзиниот портал за неколку дена надминаа 20 милиони прегледи. Во репортажите се прикажани природните убавини и културното историско наследство на Охрид кое има светско значење и е под заштита на УНЕСКО. Во прилозите гостуваат туристички водичи и највисокиот менаџмент на агенцијата, кој овој пат за наша среќа ни е еден од домакините во ова наше мастрав патување. Денеска сме на гости кај една од најголемите туристички компании во Македонија, DMC Balkans, прославена од Македонија па се до Кина. А како стигнале до Кина, ќе ни каже Филип Стефановски од DMC Balkans. Добар ден и добре дојдовте во Мастрав Муабет. Добар ден. Добре дојде на Трече. Се надевам дека се добро. Добре дојде во Охрид, во еден од најубавите градови. Одлично. Си поминувам искрено да ти кажам, многу релаксирано, многу опуштено за разлика од летниот период. Прво прашање. Од каде името DMC Balkans? Ние сме специјализирана компанија за носење на странски гости во Република Македонија. Почнавме приказната почнува веќе пред 5 години и успешно продолжува се до корона кризата. Носиме гости од скоро целиот свет, но најчесто од азијските држави. Кина, Тајван, Хонг Конг, Сингапур, Малезија, Индонезија и други држави. Ние направивме еден добар проект со многу работа и многу труд, кој доби значение во тие држави. Балканот и Македонија беа неоткриени, DMC Balkans го однесе тој пакет во источниот дел од светот. Видов едно видео каде што имате 20 милиони прегледи на YouTube за кинескиот пазар.
Може ли да ни кажете како успеавте да се изборите со тоа да стигнете до кинескиот пазар? Тој проект беше долгорочен, веќе 2 години бев во постојан контакт со најголемата кинеска национална телевизија за да ги донесам во Република Македонија. Јас сум залюбен во Охрид, залюбен во Македонија и ние имаме многу што да понудиме. И затоа упорно сакав да ја донесам таа национална телевизија во Македонија за да направиме една добра презентација на Охрид, Скопје, Маврово и сите прекрасни места во Македонија. 27 милиони прегледи беше на официјалниот YouTube канал. Сигурен сум дека на националниот дневник дека тоа беше гледано од минимум 100 милиони кинеси. Тоа е сериозна бројка. Да, сериозна бројка и бројот на гости кои во таа година доаѓаше од Кина се големи. Кој е рекордниот број на туристи што сте ги донеле во една сезона? Во 2019 донесовме околу 27.000 гости, бидејќи стварно ги посетивме сите сајми во светот, од Азија, Европа до арапските држави и таа година беше една од прекрасните години. Се надевавме дека и во 2020 ќе биде така. Почнавме одлично се до март, но се деси што се деси. Како се изборивте со кризата? Бидејќи најмногу беа туристичките агенции, туризмот беше најмногу засегнат од целата оваа криза. До март 2020 донесовме квалитетен број на гости. Во околу 15 март бевме известени од државата дека границите се затвораат, почнува ковид кризата и дека ние чекавме од прилика до јули да почнеме да работиме. Значи границите беа затворени, немаше нешто што да се понуди. Како се изборивме ние? Ние се изборивме со тоа што ние сме балкански специјалисти. Прва држава која ни се отвори беше Албанија, ние со години сме активни во Албанија. Албанија ни донесе една можност за да им понудиме на македонските државјани нови пакети кои беа прекрасно прифатени од нив. Значи Јонското море кој е прекрасно, Дражево кои се изградени хотели кои личат на Анталија со прекрасен all-inclusive сервис. Услугата во Албанија е прилично на високо ниво од минатите години. Кажи ми на Охридски како се вика место ги исполнува сите критериуми? Место што ги исполнува сите критериуми? Да, еве, тебе дали ти ги исполнува овие критериуми, твоите критериуми? А местово дали ми ги исполнува? Да, па нормално. Ама на Охридски како се вика да? Тамам. Местово ги... Да болит. Да бучит. До. Оригинал за сите пари. Денеска сме во Мистер Ајмалца. Душата ми ја зема. Ме изнапешачи, ме изнаоде. Не те имам земено нариви да видиш. Ама Чекай, после ќе ти покажам. Ама кратко тоа, не може сега не се. Предизвик? Риба. Не е предизвик, ама сега како се викат. Тек Не ќе се да лови буде. сега риба, ама мал марифет ќе ти Е, кажам. кога се лови риба? Па, од пролет па натака, лето, есен. Не знам, не сум Не бе риба. ладно иначе се лови. Нит ловец сам, нит рибар сам. Така ли? Да, така е. Добре, всичко добре. Знаеш што сакам да те прашам? Дали си ги гледаш своите, дали ги гледаш епизодите? Ретко. Ретко. Не, мислам дека тоа е нешто што не можам да ги гледам како гледач, туку ги гледам како критичар према себе, знаеш. И само заради тоа. Како би се оценил? Знаеш, реално е како би се оценил, така, дали се сакам? Многу се сакам себе си. Тоа дали се сакам? Али не си се воодушевувам во смисла така јас па на не знам да си клам дома портрет мој. Нема шанси, така. Ставна се бајле. Да, пред себе. Пред инспекторот Кој ќе еднаш би сакал може. да се решам од себе отколку пред себе да се крстам. Да. Гледаш филмови? Не многу, ама сакам да погледам добар филм. Што повеќе преферираш? Читање литература или гледање филмови?
Па литература реално не, значи повеќе читам отколку што гледам филмови. Добро, дали можеш да направиш споредба, чисто паралела да направиме? Филм дали е подобар од книга и во случај каде книга е подобра од филм? Книгата е извор, секогаш. Ако ја читаш ти, добиваш една визија, ако ја читам јас, добивам друга визија. Сега некој така со, да речем, понадарен, со поразвиена визија, може да направи од тоа сериозен филм. Мене ми е па многу подраго кога читам книга, така мојата фантазија, кога ќе ја уклучам, филмот е незаменлив. Така, и Да. самиот ум и самите чувства што ги појавуваш, така ги правиш онака како што сакаш ти. Така да, тоа е најдобриот филм. Омилен филм? Па имам повеќе, прво Кум би рекол. Да. Еден од не во смисла само на тематика, туку изработка, нема премногу технолошки керефеки, а актерската екипа е фала пријатно. Да. You said you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me for murder. Money. I ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. Let her suffer then. She suffers. How much shall I pay you? Разговаравме за доловување на улогите. Да. Колку е тоа тешко и колку е тешко да влезеш во една улога и да ја одиграш како што треба и да ја надоградиш, нели да го дадеш својот идентитет во. Има кај Јунг една работа многу важна, персона и лик и личност. Персоната е секој пат поврзана со еден тип на маскирање, а личноста е она што навистина си ти. И мора секогаш да се инсистира да бидеш она што си ти, да имаш поголемо искуство, практично, за да можеш така да си ги препознаваш и контролираш емоциите и да можеш да ги вадиш во даден момент. Ние во принцип имаме еден проблем као нација. Сметаме дека ако емоциите излезат на површина, дека сме кршливи. А ако ги чуваме или ги криеме, тоа е некој нешто. Тоа не, тоа е обратно пропорционално. Сите ние сме така живи суштества пред се и чувствуваме интензивно. И интензивно криеме. Актерската работа е тие чувства да не се кријат, туку емоциите на сцена се поинтензивни, а не може да бидат интензивни ако ги нагазиш, туку ако ги ослободиш. Тие си имаат своја енергија и тие си имаат своја динамика. Ти не можеш ни да ги зголемиш, ни да ги намалиш. Тие се, едноставно се, тоа е битисување. Јас ќе се вратам, например, на една многу важна работа за мене, што беше во однос на личниот развој. Мислам дека бев трета година на факултет и еден професор, Наум Пановски, ни даваше историја на светска драма и театар, ни предаваше, ни даваше да пишуваме есеи околу одредени теми. Мене ми беше интересна темата на Бертолд Брехт Баал. Тоа е негов, според мене, еден од најдобрите текстови, каде што во одредена смисла преку една песничка внатре во текстот ми ги отвори, да речам, портите. Ако не ти пречи би ја кажал,
би сакал. Да, но не смее да се сфати вулгарно, затоа што така има одредени зборови, али не се вулгарни сами по себе, туку се асоциација на нешто друго. И ќе кажам покри што. И вика вака, најмилото место кај што желбата го влече, не е клупата крај родителскиот гроб, Баал рече. Ни олтарот, ни блудниот кревет, ни топлиот бел мек женски свет, местото кај што сум должник ми беше еден нужник. Таму треба сите со љубов да доаѓаат, зашто звездите вишнеат, а лајната паѓаат. Место прекрасно, единствено што го знам, каде што и во првата брачна ноќ ќе бидам сам. Таму ми светна мисла, не смее човек да си ги чува лајната довек. Цревата за нови сласти спремни да бидат, лајната треба бел ден да видат. Зато ти реков и претходно. Асоциација на лајна е она што го чувствуваме ние како негативна енергија, како негативна мисла. И сето тоа можеш да го анулираш во место само каде што си стварно сам. Каде што си ти и никој друг. Не треба да се преправаш, не треба така да изведуваш керефеки, јас ги викам, многу ми е интересен тој збор. Туку биди, брате, она што си. Дали си на ВЦ шолја, дали си пред камера, дали си на било кое друго место. Тоа е забавната програма, тоа е големата игранка на актерството. Или си она што си, а ако можеш да постигнеш тоа, тоа е идеално. Кога гледаме холивудски филм, озбилни филмови, тие таму луѓе не се преправат, тие не глумат емоции, ти не можеш да изглумиш тага. Или си брат оттажен или не си. Така да, тоа ми беше мене едена иницијална каписла да почнам да размислувам околу тоа во што е убавината на актерската игра. Јас не можам да играм, така и звучи дипломата, така и нагласена, така актерска игра, дипломиран актер по актерска игра. Игра. Играта е нешто што не треба никој пат да го заборавиме, а најчеста појава кај деца. Кога тие играат, тие не размислуваат дали некој ги гледа, дали некој ќе ги критикува, дали некој нешто ќе каже лошо или добро за нив, никак. Едноставно тие се во акција. Уживаат, играат, така да. Без разлика која емоција ќе се репродуцира, уживаја и играј во дадените околности. Спомна сам, колку е тешко да си сам, со оглед на тоа дека си ултра популарен. Поготово еве во Охрид, Да. каде што доста туристи доаѓаат, колку е тешко да си сам и да прошеташ еднаш нормално низ чаршија. Знаеш како? Ако кажеш самотија, тоа е една работа во која сметаш дека не можеш да се поднесе себе си. Нормално, така, јас, како и секој човек, важни се луѓето што ги имаш околу тебе, тоа е најважно. За да можеш така да ја размениш енергијата. Но не е трагично кога ќе рече, леле брат, сам сум, така па сега немам кому да кукам. Од кукање аир нема. Никогаш. Добро, еве, ќе прошеташ низ чаршија, да Така. речеме, мозок на пасење, народски кажано, летно време, Скопјанишчана, низ Охрид. Налети се. Колку е тешко да си го најдеш мирот во тие моменти? Или уживаш во целата таа слава? Тоа е ситуација така во јас да речем од тоа живеам. Така и нели се појавуваш во јавни медиуми и не можеш ти да ја игнорираш љубовта што има према тебе. А дури ни омразата која има према тебе. Кога има љубов према тебе ја кажуваат јасно и гласно. А кога имаат омраза, чутат, се кријат и така натаму. Но така, секој си има свој трк. Секој си има свое љубимче, дали ќе се нафати на лошото или ќе се нафати на доброто, тоа е негов проблем, не е мој проблем. Знаеш, луѓе знаат и да навредуваат, луѓе знаат и да те пофалат и така натаму. Дали те фали, дали те куди, не е мој проблем. Те навредувале? Ми сакаш. Од каде да почнам, а? А да, не, а кој навредува? После ќе правиме муавет за дуализмот. Значи, или, знаеш како, или е лайк или не е лайк. Please take it into the consideration. Можеш да ги видиш работите така на трилатерално, не мора да се билатерално. Да. Или така.
Тоа е веќе друга димензија, ама далеко е сунце. Мора да има некоја случка што ти извадило так, например, или што ти било мило. О, како не? Една добра, една лоша. Ќе ми даеш малку време само да се сетам. Подразмисли си. Винце да не сакаш да се напиеш? После ќе се напиеме винце. Сега малку Ќе ме огладниш. налети, зато ќе касниме. Налети зборење, гладни стана. Ме збуна се, не ми текви на прашањето. За случки. Да. Во основа, секогаш треба да се почитува персоналниот простор на било кого. Пример, јас сум се нашол еднушка во јуни месец, во на една моите омилени плажи, нема жива душа. Чат пат поминуваат луѓе со точаци или трчкаат или пешачат, не бит. Јас сакам така во тој период малку да влезам во вода и така влегов, во вода излегов, легнав. На пешкиро да се посунчам 2-3 минути, 5-10, не бит. Надгола ми застана една жена со дете. Значи, имаш простор 1 километар и наоѓаш тука. Тоа ме нервира. Значи, почитување на простор. Ако сакам да ти придам, ти кажам се извинувам, те молам, не би. Не дека ќе продаваме сега бонтон на однесување, ама е некако неопходен. Нешкога, што би рекле овде, немаш чувство за осет. Тоа стварно ме вади од так. Затоа што сум воспитан да секој едно живо суштество, од гуштерче до човек, така си го испочитуваш. И тука завршува приказна. Убави моменти, ако чекаш да ти се случат, нема да ти се случат. Тоа е, знаеш како викаме ние, е малку српски збор, ми се деси. Значи, што правеше во меѓувреме, дремеше, не чекам да ми се деси. Не чекам да ми се случат работи, да си ги правам. Така, кај ти, ако одам да излезам, ако е ова, можда нема да ми е убаво. Не бе, зашто не ми е убаво. Ќе напрам да ми е убаво. То би се рекло, како се кажат, entrepreneurship. Или си предприемник пред себе и за себе и околу себе, или не си. И пак е така ќе навлезиме во одредена психопатологија, ама то отом потом. Многу си предприемчив, морам да ти кажам. Сум да ти кажам право, затоа што сметам дека активноста, така и мене, сега не ми се предмува, не ми се дрени, Намерно, извини, ќе те прекинам, намерно го спомнав тоа, бидејќи додека шетавме низ Охрид, додека ме пентараше горе-доле, само креваат раце, здраво, како си, супер, се, инспекторе. Да. Значи, секој те доживува на некој поинаков начин, ама сите те доживува со насмевка. Тоа е нешто кое што е за почит и за восхит, искрено. Тоа е како ти кажеш. На рампа, поминуваме рампа на крема рака нагоре. Не. Тоа е толку ми е драго во мојот град, што моите сограѓани прво така ме почитува, али почита не е за инспектор Томе, не е за Джемо Билби, не е за тоа. Да, тоа им дало кувет. Но јас живеам со тие луѓе. И така јас сакам да оставам лице и образ тука. Сепак така ние сме сограѓани. И тука и тоа е како да ти кажам, одиш дома, легнуваш, спиеш, ти дале позитивна енергија. Зашто? Затоа што ти си дал дупло едно море на сите. И знаеш како е кога ти се врати? Карма се враќа увек. Карма и за бич. Карма и за бич. Да. Ама се враќаш бе брат. Тоа што ќе после што ќе пожнеш? Најважното прашање. Тоа ме прашаа сите. Морам да го поставам. Нова сезона? Па јас искрено не сум разговарал, ама мислам дека ќе има. Ево најава? Не, уште не, но мислам дека ќе има. Браво. Од проста причина. Продукцијата со која работам е екстремно професионална и интелигентна. И не мислам дека производ кој се продава би се фрлил. Тоа е мојата логика. А и дури инсистирам како кејф во мене да има. И мислам дека ќе има.
Нема логика да нема. Како актер, кажи ми дали подготвувате нови проекти. Ти си дел од Охридскиот Да, театар. јас сум работен во Охридскиот театар. Во моментов спремаме текст според Душан Ковачевиќ, се вика Сирано, во режија на Ѓорѓи Ризевски и во текст се подготовки. Ќе јадеме? Да. Рече ќе ловиме риби. Ама не, нема да ловиме, само ќе ти покажам. Ти ми покажеш? Зашто Трска нема- носиш? Кола, да. Кола носиш? Да, бе. Да не треба во езеро да влегувам. Со сувга с риба не се фаќаат. Моето семејство е извор на мојата радост. И свежо подготвената храна, вкусно, свежо, печено пиле. За среќно семејство. Ајде да славиме. Конечно наше. Јона пиле. Милениумска традиција. Скопско виногорие. Како заиграте, само правиш дзанк и опалато. I am the passenger, and I ride through the city. Ние викат во Македонија не можеме злато да видиме популарни. Знаете зашто? Во иста продавница ја купуваме бурек. Бред Пит не оди да купи бурек, нема му носат бурек. Така да популарност кога е во прашање да речеме холивудски амерички принцип, тоа е друга приказна. Полицијата стопира? Знаеш што? За тебе ако треба и небо плаво ќе го фарбам. Езерово не е ни мое, не е ни твое. Сечи е Божја работа. Наше. Така е. Освен тоа што сакате да го пренесете во Скопје, не ви го Русите најубо прават. Положил и нет положил. Ти си бил мало боли од нега, али још мало бичеш боли. Така натаму. Сладко и од време на време си одам во Козица во Кичевско да си попутам. Јас шетам натаму да нема Да не тотепам негде. да не ме отева нега. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright.